Разногласија и се поголем притисок во коалицијата меѓу Ципрас и Каменос. Различните ставови поради Преспанскиот договор го тресе грчкото политичко тло и ја зголемува тензијата во грчката влада. Катимирини, повикувајќи се на високи владини извори од кабинетот на Ципрас, пишува дека министерот за одбрана на Грција Панос Каменос во Пентагон на своја рака си го презентирал така наречениот контроверзен план Б за Македонија. Неговите чекори биле забележени како поткопување на Преспанскиот договор и негативна промоција на Грција која се представува како столб на стабилноста во регионот. Па така, додека Ципрас дава комплетна поддршка на Заев, неговиот коалиционер и министер за одбрана на Грција е убеден дека договорот за промена на името нема да помине и на американците им презентираше свој алтернативен план за така наречено мини НАТО на Балканот. Катимирини пишува дека владата сметала дека предлогот на Каменос не е во согласност со националната стратегија на Грција и со тоа оставал простор во Македонија да се верува дека има и други алтернативи во време кога Заев води домашна битка да добие двотретинско мнозинство за уставни измени. Министерот за одбрана на Грција вчера пред медиумите кажа дека немало несогласување и не водел одлуки независно од владата на Ципрас, туку напротив разговарал со своите сојузници за алтернатива и реално решение. И Ципрас пред медиумите ни смеа ги коментираше изјавите на неговиот коалиционер во Вашингтон. Во САД имало ураганно, се викал Мајкал, а не Каменос, кажа грчкиот премиер. Во меѓувреме од Стейт департментот за грчка антена има изјава со која индиректно го отфрлаат планот Б на Каменос. Јавно не објавувале дипломатски разговори, но позицијата на САД по ова прашање била јасна, а тоа е силна поддршка за Преспанскиот договор. Реакција за ова однесување на грчкиот министер за одбрана имаше и од одговорниот за надворешна политика во најголемата грчка опозицијска партија Нова демократија Јоргос Комуцакос. Тој на неговиот официјален Твитер профил коментираше дека Грција е единствената земја на планетата со двајца министри за надворешни работи и дека политичката и дипломатска шизофренија на грчката влада во прашањето со Скопје не само што продолжувала, туку сега и се извезувала на меѓународно ниво. Сепак, како ќе се одвива понатаму ситуацијата ќе се види посредбата меѓу коалиционерите Ципрас и Каменос, која се очекува да се случи оваа недела откако министерот за одбрана на Грција ќе се врати во државата.